готови сте? Вториме, вежба број 7. Тоа ви е во стево, употреба во хуманата генетика. Повеќе од 25 години посветени на дефектологијата и на хуманата генетика, но пред се на научно-истражувачката работа во областа на една мощна сензитивна област – аутизмот. Првиот гостин во ово издание на неделниот магазин е добитник на наградата за научно-истражувачка работа за 2017 година, која што традиционално ја доделува Универзитетот Свети Кирил и Методија. Нашиот денешен гостин е професор доктор Владимир Трајковски, професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Да. Професоре, добре ни дојдовте. Добре најдов, благодарам за поканата и во воведот би додал и медицината како моја прва љубов. А за таа прва љубов, ајде да почнеме токму од тук. Да. Што по дефиниција, професоре, представува аутизмот? Па аутизмот по дефиниција представува едно многу тешко первазивно развојно нарушување, кое што се јавува во првите 3 години од животот и се манифестира со нарушување во социјалната интеракција, нарушување во комуникацијата како вербална, така и невербална и може да оди со стереотипно однесување, потоа може делот децата и популацијата повозрастна имаат исто така нарушувања во сензориумот, односно во визуелната перцепција, во тактилната, аудитивната и така натаму. Така ете за почетокот тоа би била една општа дефиниција. Според Американската психијатриска асоциација од DSM-5 класификацијата која што е во 2013 година, значи од најновиот назив е аутистичен спектар на нарушување. Порано, предходно, беше тој класичен аутизам или Канеров аутизам, влегуваше и Аспергер синдромот, Рет синдромот, но подоцна, значи, од 2013 се е ставено како аутистичен спектар, а Рет синдромот е веќе исфрлен од таа група на первазивни развојни нарушувања. Кога зборуваме за аутизмот како состојба со еден навистина широк спектар на нарушување, од вашата научно-истражувачка дејност до сега, кога најрано се поставува диагнозата? Па најрано во западноевропскиот свет и во САД, во високо развиените земји, тие може да дадат диагноза дури до 18-тиот месец, иако кај нас тоа е малку подоцна. Значи, до 3-та година би требало да има диагноза детето, а кај нас јас сум забележал случаи до 7-8 годишна возраст деца кои што се уште ја немаат диагнозата. Тоа се должи на многу фактори. Прво на незнаење, недоволно едуцираност на здравствениот персонал за проблематиката на аутизмот, потоа... Меѓутоа, препоставам дека родителите се тие кои што најпрви им треба да исто ги така, забележат знаците на некакво нарушување. Се должи и на родителите кои што, особено во руралните средини, се плашат од стигматизација, од обележување, па дури не ги носат своите деца на лекар за да им бидат обележани. Знаете, ние сме се на Балкан, живееме и тука има многу проблематични нешта и заради тоа тие често пати, особено во албанската и ромската популација, едноставно не ги носат на лекари и дури потоа ќе биде многу доцна кога ги однесат на 7-8 година, 9-та година, кога веќе не може да се направи рана интервенција, да кажеме, и да имаме подобра прогноза. Терапија како лек, да речеме, не постои еден,
туку тоа се повеќе видови на третмани кои што се употребуваат со цел да се подобри рехабилитацијата на децата, а подоцна кои ќе станат возрастни и лицата со аутизам. Значи, постојат бихевиорален третман или третман на подобрување на однесувањето на децата. Потоа, од кој што најтипична е таа АБА метода или Applied Behavior Analysis на англиски, во оригинал, за жал, во Република Македонија не постои уште лице кое е обучено, бидејќи тоа е доста скапа метода. Едукацијата трае најмалку 2 години за да се добие една лиценца за да може да се работи со таа метода. Потоа постојат техники како што е ТИЧ за тоа е за специјална едукација на децата со аутизам, учење на социјални вештини. Потоа кај децата и лицата кои што имаат одредени психијатриски нарушувања, неопходен е медикаментозен третман. Јас доста исто така често го користам биомедицинскиот третман, кој што е од голема полза за понатаму за дефектолошкиот третман. Тоа е употреба на витаминотерапија, омега-3, омега-6 масни киселини, разни други видови средства кои што, например, недостасуваат. Ако е потребно, например, и хормонска терапија некогаш се дава, например, ако се утврди дека е ниско нивото на тироидните хормони, потребна е заместителна терапија, например, со Т3, Т4 хормоните, така што потоа имаме дури музикотерапијата, например, може да биде од полза. Сите овие заедно, хипотерапијата, јавање на коњи и ред многу други методи кои што се применуваат во третманот на децата и лицата со аутизам, се со една цел да се оспособат кога ќе станат возрастни за еден самостоен живот, потоа да бидат подобро социјално инклудирани во општествената заедница и да имаат еден подобар квалитет на живење секако. Професоре, може би требаше да ви го поставам на почетокот прашањето зошто дефектологијата како ако медицината, да, зошто? Зошто на почетокот и зошто аутизмот како ваша обсесија, би рекла, нурнување во една област која што допред 19-20 години нели беше еден вид табу тема, за која што многу малку се знаеше, многу малку се зборуваше. Вие сте председател и еден од основачите, и председател на Македонското научно здружение за аутизам, кој што годинава некаде во мај прославува 19 години. Да. Години навистина достојни за почит. Па, еве, ние не приметивме кога поминаа тие 19 години. Ние што сме подиректно вклучени во основачите и тие што повеќе работат. Има сега некои понови што се вклучија мои бивши студенти кои што веќе и магистрира и се доста активни члени, но да одиме, поставивте неколку прашања па да се обидам да одговорам на сите. Зошто дефектологијата? Па тоа излезе сосема случајно. Јас сепак завршив медицински факултет и јас сум способен да бидам доктор по медицина и волонтирав на скопските клиники, прво на клиниката за торакална и васкуларна хирургија 15 на месеци, а потоа и на клиниката за нефрологија 2 години, така што сето тоа волонтирање за буквално ниту еден денар. Едноставно решив дека таму веројатно нема да можам да си го најдам лебот, што се вели, на филозофскиот факултет на Институтот за дефектологија излезе конкурс, бара помлад асистент по предметот хумана генетика. Јас се пријавив, се пријавија 10 кандидати, полагавме некои тестови како приемни, имавме разговори со професорите кои што беа во рецензентската комисија и веројатно сум имал најмногу поени, јас бев примен и така почна мојата втора љубов, да кажам, кон дефектологијата, каде што на Институтот за дефектологија и докторирав на тема токму аутизам, поточно имуногенетски анализи кај лицата со аутизам во Република Македонија, тоа е точниот наслов, на 11 декември 2002 година. А Сдруженијето е формирано на 22 мај 2000 година
Покрај мене уште 4 повозрастни професори од мене тогаш. Јас бев се уште асистент. Морам да ги споменам нивните имиња: професор доктор Лјупчо Едински, првиот председател и почесен председател, професор доктор Мирко Спировски, инаку и мој ментор на докторскиот труд, професор доктор Драгослав Копачев и професор доктор Кристин Василевска. Ете, ние бевме основачите, ентузијасти во тоа време. Претходно постоеше едно здружение родителско, кое што не беше доволно активно, година-две претходно беше отворено, али то одлична ви е вашата забелешка дека до пред 20 години навистина во Македонија многу малку се говореше и тоа беше мојот главен мотив да се втурнам во овие води, да започнам, бидејќи секогаш кога почнувате со докторат треба да бидете оригинални. И токму кога анализирав, видов дека со аутизмот не е ништо сторено, а токму тогаш во тие години 98 веќе на големо тропаше интернетот на нашите врати и можевме да сурфаме, да трагаме, и видов дека на запад има доста истражувања направени. И таа моја идеја, професор Спировски на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет ја прифати. Таму ја користев таа лабораторија за истражување, бидејќи вадевме крв од децата со аутизам, од нивните братчиња и сестричиња и од родителите, за да направиме една поопсежна студија, и мислам дека успеавме во тоа, бидејќи објавивме доста трудови во странски списанија, кои што се и доста цитирани во последните години, така што сметам дека во овие 19 години дадовме еден задоволителен импакт. Сметам дека родителите би требало да бидат задоволни од нашата работа. Тие не се баш задоволни многу од системското решавање на нивните проблеми и од она што им го нуди државата. А што нуди, професоре, државата? Каква Морам е да бидам состојбата? малку и критичен. Права на во лице однос, со аутизам во Република Македонија, каде што сте повторно еден од коавторите, Владимир Трајковски, Љубомир Ајдински и Мирко Спировски. Да, јас на моја иницијатива, ние тројца во 2002 ја објавивме ова брошура, подоцна излезе и монографијата. Ова брошура произлезе од основното човеково право, дека треба да има здравствена заштита, треба да има социјална заштита и треба да има право на образование. Сето тоа беше поттикнато од Конвенцијата на аутизам Европа уште од 95-6 година, каде што Европскиот парламент прифати одредени права и ние сакавме тоа да го пресликаме и тука во Република Македонија, така да делови цитираме од нивната декларација, но делови се прилагодени и на нашето законодавство. И оваа брошура Македонското научно здружение за аутизам тогаш ја подели на сите 120 пратеници и за наше да кажам не баш многу големо изненадување, ние воопшто не бевме повратно консултирани, прашани зошто сме им ја пратиле. Лично јас ја доставив до архивата на Собранието на Република Македонија. И потоа никаков, значи во тоа време немаше никаква заинтересираност од политичарите, од парламентарците, од министрите за проблемот на аутизмот. Говорам за 2002 година. Какви се правата денес на лицата со ваква состојба, со аутистичен спектар на правата се во западниот свет доста големи. Тие со конвенцијата, иако и нашата држава ја усвои некаде 2011 и е должна да ги спроведува, но за многу работи тоа е повеќе декларативно и повеќе на хартија, отколку што тоа кога би прашале некој родител, уште подобро би ви кажал, бидејќи тие родители 24/7, 365 дена го имаат тој проблем. Сакате во образованието, се жалат на немање на образовни асистенти, асистенти во настава, немање на дефектолози во секое редовно основно училиште, а се инсистира на инклузијата. Некојаш се прават и грешки од родителите, па се праќа дете кое што е со потешка клиничка слика на аутистичен спектар на нарушување, а тоа не може да ја следи редовната настава и тука настапуваат. Сето тоа е направено затоа што не е системски решен проблемот, да кажеме, на инклузија, иако и
и тој е околу 2 децении стар во Македонија, значи од тогаш се започна тој процес, но мислењето на моите колеги и колешки од Институтот за дефектологија е како да се започна од кровот наместо од темелите да се гради куќата, и тука се направени некои грешки. Исто така право на здравствена заштита, додатоци и така натаму, сето тоа го предвидува сега Аутизам Европа, направи и манифест со кој што се обраќа на европските новите потенцијални европски парламентарци. Нели знаеме дека изборите се од 23 до 26 мај година за новиот Европски парламент, и ние тоа како здружение го преведовме и тој манифест го има и на македонски јазик. Значи целта е да се прифатат лицата од општеството, да бидат апсолутно прифатени, да бидат инклудирани, да бидат вработени кога ќе станат возрастни, да имаат право и на високо образование, оние кои што можат, оние кои што имаат нормална интелигенција или оние кои што се со високо функционален аутизам, така наречен, тие да непречено пристапат кон пазарот на трудот, и некаде во САД вработувањето е 30 до 40% на овие лица, што и таму не е доволно, а со една наша колешка, моја помлада, јас бев ментор на нејзиниот дипломски труд, тоа е сега и магистрираше под моје менторство, тоа е Тања Станкова. Ние 2010 и објавивме еден труд, поразителни 0% вработување на лицата со аутизам во Република Македонија. Тоа го добивме како податок, што е навистина жално. И јас не знам како е за овие 9 години, али слушајќи ги родителите, мислам дека е недоволно. Слична ситуацијата. Ако не е 0, може би 1%. Кој е најголемиот? Може би ќе треба да направиме нова студија па да видиме што се случило во овие 9 години. Секако, меѓутоа, кој е најголемиот страв кај родителите, професори, или кај луѓето од потесното семејство кои што имаат член на своето семејство со ваков аутистичен спектар на нарушување? Нема да ве прашам, сигурна сум дека третманот чини многу за нашите, нели, финансиски можности, меѓутоа зборуваме за стравот да се има. Да, прашањето ви е сосема на место. Тие живеат со многу стравови. Ретки се оние кои што храбро се носат без никакви стравови, без анксиозности или без да им земат повремено барем по една таблетка диазепам за ноќе да можат мирно да спијат. Главните стравови се од тоа што нивното дете не е прифатено, например, често пати од средината. Главните стравови доаѓаат исто така од тоа што како ќе излезат на крај со крај кога некогаш месечно терапијата им чини по 200 и 300 евра, а тие имаат подпросечни примања. Знаеме колку е просечната нето плата во нашата држава, и на тој начин главниот страф е и екзистенцијалниот страф. А државата дава некоја социјална помош која што е 5 до 6 илјади денари, Министерството за труд и социјална политика, кој што не ги задоволува нивните потреби за мноштвото на овие третмани, за да може аутизмот не е баш неизлечив како што се мислело порано. Може многу да се стори во смисол на подобрување на клиничката слика. За сега во Македонија јас не сум видел дете кое што е комплетно опоравено, иако во Соединетите Американски држави веќе реферираат десетици деца кои што ја изгубиле дијагнозата аутизам. Тоа се сигурно порелесни случаи кои што со правилен третман, навремен третман веќе се го користиме терминот нормализирале. Значи станале како невротипичната популација и изгубиле дијагнозата. За жал во Македонија јас немам видено такво дете или лице кое што со текот на годините заради добар третман, и исто така кога ме прашавте за стравовите, и тоа е да го потенцирам за вашите гледачи, голем страф е што после нивната смрт. Во Македонија не се води грижа воопшто за возрастните лица, значи нема никаква системска поставеност. Со еден збор ние немаме национална стратегија. Јас тоа 15 на години го говорам. Ме праќале и писма до ресорните министерства, но никој не зел за цел да не контактира, да не повика, да разговараме, да им објасниме потребата од таа национална стратегија, каде што би се поставиле по системски работите и би се решавале проблемите
чекор по чекор, а не вака парцијално, стихијно пред избори, со одредени ветувања, со формирање на центри во кои што се недоволни за целата држава, во кои што нема доволно едуциран кадар, затоа што не е доволно само да завршите дефектологија. Аутизмот бара и дополнителна едукација. Не е sejedno да третирате дете со диагноза која што има интелектуална попреченост и дете со типичен аутизам, например, или дете кое што е глуво. Едукацијата за работа и методика на работа со глуви деца е сосема поинаква отколку едукацијата на децата кои што имаат аутистичен спектар. Колку храната, колку вакцините, колку загадувањето влијае врз појавата на ваков аутистичен спектар на нарушување? Па секако, срединските фактори имаат исто така покрај генетската предиспозиција која што е клучен фактор, срединските фактори имаат голема улога во настанувањето и во патофизиологијата на аутистичниот спектар на нарушување. Храната богата со пестициди и хербициди може да биде откочувачки фактор, заедно со одредена вирусна патологија во текот на бременоста, разни акушерски компликации во текот на бременоста на мајката. Потоа, исто така храната може да биде и вид на третман, во смисол на тоа, токму и во мојот докторат, ние откривме во одреден процент на популација на наши деца, 30 до 35%, да се алергични на казеин и глутен, тоа се протеини, казеинот од млекото, глутенот од житариците, и тие мора апсолутно да бидат исфрлени. Да бидат исфрлени од храната и таму се добиваат подобри резултати. Значи се подобрува клиничката симптоматологија кога се исфрла. Значи храната може да биде и лек и отров, тоа го учиме ние уште на медицина, ако и солта и шекерот, ако ги употребувате во преголеми концентрации, можат да убијат некого подолго време. Шекерот ќе доведе до шеќерна болест, солта ќе доведе до хипертензија и ќе се скрати животот на едно лице ако се употребуваат. Така што исто така и кај аутизмот огромен фактор и во стручните тимови на Запад диетологот е дел од тимот покрај, например, докторот по медицина, детскиот психијатар, невропедијатарот, дефектологот, психологот, дури и диетологот е дел од тимот за третманот. Понатаму, во однос на вакцините, тоа е доста дискутабилно и често пати ме прашуваат новинарите. Не сакам да бидам погрешно сватен дека сум антиваксер, но јас не можам и да бидам апсолутно на страната на фармацевската индустрија и да кажам дека вакцините се најдоброто нешто што е измислено до сега. Точно е дека имаат голем ефект во смисол на тоа дека многу од болестите, например вариола вера, искоренета и така натаму, намалена смртноста од одредени болести. Но, например, тетанус. Често пати родителите го поставуваат прашањето кога последен пат сте слушнале, јас ќе го поставам на јавноста, кога последен пат сте слушнале за епидемија на тетанус? Јас, не знам, не го знам тој одговор. Значи, тетанус се знае кога би требало да се прими вакцина, кога ќе се боцнете на радиосан клинец, игла, кој ќе ве касне куче и така натаму, значи тогаш е индицирано да се прими вакцината. Вака, едно мало дете, ако вие на 13-тиот месец му дадете МПР вакцина, па потоа му дадете и други, за еден краток период кога имунолошкиот систем не е зрел, можно е кај некои деца кои што имаат генетска предиспозиција за има одредени мутации кои што кај одредени тоа се учи и во фармакогенетиката, значи не сите сме исто чувствителни на одредени лекови. Така што некој може дури од аспирин да почине или од други лекови ако се развие анафилактична реакција, да не зборуваме за пеницилинот, тоа е јасно. Така и утврдено е, некои од родителите укажуваат, тоа се на светски рамки илјадници, дека забележале
забележале дека нивното дете 3 до 4 недели по примањето на вакцината направило една регресија и тоа научниците кои што се бават сериозно со аутизмот го става во групата на регресивен аутизам некаде околу 5%. Тоа не значи дека сега не треба да се вакцинираме. Така не сакам тоа да ме сватат погрешно, но треба да се биде мощно внимателен при вакцинирањето. Или да се вакцинираат и исклучително здрави деца. Да, исклучително здрави, не смеат ни најмалку да бидат настинати децата и јас советувам, доста често родителите ме консултираат да си примаат малку витамино, имунотерапија, 3 недели така да го подигнат имунолошкиот систем. Оние витамински сиропи што ги има по нашите аптеки, 3 недели пред и 3 недели по најмалку вакцинирањето да примаат вакви сиропи и исто така во епидемија кога имаме на морбили, тогаш е пожелно да се вакцинира, а во однос на задолжителноста исто јас сум приврзаник на многу од западните европски земји каде што родителите одлучуваат, каде што не е задолжителна имунизацијата, затоа што сепак сметам дека во 21. век во демократското општество треба да се дозволи на родителот да се почитуваат неговите права и родителот да одлучи, затоа што невакцинираното дете на никој начин не може да ги загрози вакцинираните деца. Ако имате 90% вакцинирани деца од морбили, овие 10% како би ги загрозиле што не се, например, вакцинирани, како ќе ги загрозат кога тие примиле вакцината пред година, 2, 3, тие имаат, значи, веќе создадено антитела, примиле вакцина и едноставно, значи, не постои опасност. Тие родители си го превземаат сами ризикот и треба да знаат, често пати јас кажувам, дека може да се почини, и тоа го видовме сега и во Македонија за жал, кај деца со послаб имунолошки систем од морбили како последица на бронхопневмонија или може да добијат морбилиформен енцефалитис, воспаление на мозокот и да починат од компликации на морбили. Вакцините понекогаш знаат да бидат и меч со двеоштрици, особено кај оние кои што доживеале компликации, а тоа го пишува и фармацевските индустрии и CDC во Америка, значи Центарот за контрола на болестите, укажува дека постојат можности за несакани ефекти од одредени вакцинации. И сега, за тоа лице што ќе добие компликација, кај него е 100% оштетувањето, значи 100% е ризикот, затоа што после враќање назад нема. Тој добил некакво вакцинален енцефалитис или добил некое друго автоимуно заболување кое што подоцна може би него не поврзуваме, а има голема можност да биде причина вакцина. Така. Професоре, можда често сте повикувани да ги изложувате своите ставови и да ја презентирате вашата научна работа во земјава и надвор од неа. Да, среќа во последно време и повеќе многу повеќе во другите медицински центри ширум Европа. Меѓутоа, би сакала тука некаде, значи пред крајот на нашиот разговор во издање на неделниот магазин да ве замолам малку да споделите информации со нас за големата конференција која што ќе се одржува во 2020 година. Македонија добива исклучителна можност, а тоа е најверојатно заслуга на сите оние луѓе кои што овие години наназад ја посветија својата работа во областа на аутизмот, во областа на дефектологијата и така натаму. Да, благодарам за ова прашање. Ова е доста битно, бидејќи спремаме една голема конференција, Македонското научно здружение за аутизам, со колеги од Холандија, тоа е Риатач фондацијата. Во Холандија, тоа се мои лични пријатели, кои што изразија желба да втората, минатата година беше нивната прва, и иако тоа е асоциација која што опфаќа терапевти широм целиот свет, да ни дадат можност ние да бидеме втори организатори на таа светска, би кажал, конференција, каде што ќе има десетина врвни имиња од полето на аутизмот, од типот на еден професор доктор Мануел Казанова. Вашите гледачи можат само да го изгуглат неговото име и ќе видат кој е неговото значење, или еден професор доктор Мохамед Газиудин од САД,
Потоа од Холандија секако ќе имаме врвни, од Соединетите Американски држави ќе очекуваме уште најмалку еден професор. Во преговори сме од Западна Европа, од Италија, професор Донателла Марацити, од Даблин, од Ирска, врвниот професор доктор Майкл Фицджералд, кој што има 30 книги на англиски јазик објавено за аутизам, за Аспергер синдром и така натаму. Значи, 10 врвни. Од Русија ни доаѓа професорот Полетаев од Москва. Така што тука фактички тоа ќе биде во мај, а во мај нашиот јубилеј сосема случајно за окружување и тоа ќе биде фактички нашата прослава на тој голем јубилеј. Се уште не сме го одредиле местото. Сега во мај, од 7 до 11, токму на симпозиум, каде заедно во Ријатач Академијата и фондацијата, каде што ќе одржам и 2 предавања, токму поврзани со аутизмот, за епигенетските ефекти кај аутизмот, како можна причина, епигенетиката кај аутистичниот спектар, едното, а второто ќе биде за менталните здравствени нарушувања кои што се јавуваат доста често кај особено повозрастната популација на лица со аутизам. И тука на состанок ќе треба да одлучиме каде поточно, во која локација и во некоја наредна прилика јас ќе информирам јавноста за местото на настанот. Очекуваме сигурно повеќе од 200 гости, така што се надевам дека Скопје во мај 2020 година ќе биде епицентарот за медицинарите, за дефектолозите, психијатрите, педијатрите кои што работат во психолози, исто така очекуваме доста во ова поле. Нема да биде само аутизмот, тука ќе биде и Ријатач методата објаснета. Имаме уште неколку теми, ги има веќе објавено на веб страницата и така. Така, што е всушност вашата најголема ревалоризација како научник, како професор? Најголемата награда? Наградата најголема е кога ќе видите насмејани студенти. Тоа вие го видовте кога дојдовте. Јас сум исто така многу благодарен до вас и до вашиот тим што одвоивте време. Дојдовте на моите вежби по хумана генетика. Најголема валоризација значи тоа кога ќе видите дека студентот научил, дека добил висока оценка, дека дипломирал во рекордно време, дека потоа си го нашол своето место тука во Република Македонија, не се стреми да оди надвор, кога ќе биде тој задоволен со својата работа, потоа кога ќе појави интерес за постдипломски и докторски студии и кога ќе дојде рамо до рамо со вас, значи кога ќе докторира, тоа е најголемото задоволство за еден професор. И успех. Ви пожелам многу такви моменти на задоволство. Благодарам што бевте гостин во ова издание на Неделниот магазин. Благодарам ја вам. Ова ми е прво гостување во Неделен магазин и навистина ми беше пријатно со вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше професор доктор Владимир Трајковски, а ви останете и понатаму со нас.